Послание на апостол Павле до Филипјаните, 2 глава. И така, ако во Христос има некаква утеха, ако има некаков поттик од љубовта, ако има некакво заедништво со Духот, ако има некое милосрдие и сострадание, исполнете ја мојата радост, бидете со една мисла, бидејќи имате една и иста љубов, и бидете еднодушни и едномислени. Не правете ништо од честољубие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорен од себе си. Не грижете се секој само за себе, туку и за другите. Бидејќи вие треба да ги имате истите мисли што ги има Исус Христос, кој иако беше во Божји лик, не сметаше дека треба да го искористи тоа што е еднаков со Бога, но сам себе се понизи, земајќи лик на слуга се изедначи со луѓето и по изглед се покажа како човек. Сам себе се понизи, послушен се до самата смрт, смрт на крст. Па затоа и Бог го превозвиши и му даде име што е над секое име, да во името на Исус да се поклони секое колено на се што е небесно, земно и подземно, и секој јазик да исповеда дека Исус Христос е Господ, за слава на Бог Отецот. Затоа, возлюбени мои, како што секогаш ме слушавте не само во мое присуство, туку многу повеќе сега, кога сум одсутен, со страв и трепет градете го своето спасение, зашто Бог е оној кој во вас прави да сакате и да действувате според неговата добра волја. Правете себе змрморење и двоумење, за да бидете прави и чисти, непорочни чеда Божии сред изопачено и развратно поколение, во кое светите како светила во светот, држејќи се за словото на животот. За моја гордост во денот Христов, дека не трчав напразно и не се трудоев напразно. Но иако се излевам како жртва леаница и за служба на вашата вера, се радувам сам и се радувам со сите вас. Така исто радувајте се и вие и зарадувајте ме. А се надевам во Господа Исуса дека наскоро кај вас ќе го пратам Тимотеј, та и јас, откако ќе разберам како сте, да се утешам со Духот. Всушност, немам ниту еден истомисленик, кој толку искрено би се грижал за вас, зашто сите си го бараат своето, а не она на Исус Христос. А неговата опитност е позната. Тој како син на татко слугуваше заедно со мене при благовестувањето. Него пак се надевам дека ќе го испратам веднаш, штом ќе дознам што ќе стане со мене. А се надевам во Господа дека и сам скоро ќе дојдам кај вас. Сметам дека е потребно кај вас да го испратам братот Епафродит, мој сотрудник и соборец во војувањето, а ваш пратеник и помагач во потребите мои. Бидејќи тој копнееше да ве види сите вас и многу жалеше што сте чуле дека бил болен, зашто тој боледуваше дури до умирање, но Бог го помилува, и не само него, туку и мене, за да не ми се натовари една жалост врз друга. Поради тоа го испратив поскоро, та штом ќе го видите пак да се израдувате, а јас да бидам помалку нажален. Примете го пак во Господа со секаква радост и такви почитувајте, бидејќи за Христовото дело тој беше скоро на умирање, не жалејќи го својот живот за да го дополни недостигот на вашата служба кон мене.